Почнете од почеток со Бони Сала. Тогаш го чув Господовиот глас. Кого да испратам? И кој ќе однесе нашата порака? Јас реков, еве ме, испрати ме мене. Исаија, 6 глава, 8 стих. Дали постојано се чувствуваш како да нема доволно часови во денот? Мајкл се чувствуваше така. Тој имаше работа со брзо темпо, волонтираше за викендите и истовремено чуваше 2 деца. Постојано беше загрижен, неговото здравје и меѓусобни односи страдаа. Му требаше промена, но му беа потребни неколку години внимателно менување на навиките за вистински да забави. Мајкл си чуваше календар за постојано размислување и молитва и ретко се согласуваше на нови редовни обврски. Понекогаш го употребуваше слободното време да си испружи малку. Нешто што го нарекуваме одмарање. Но поконкретно Мајкл градеше навика на подготвеност. Неговото ослободено време му овозможи внимателно да слуша крај вратата и му создаде отворено срце за оно што Исус ќе го замоли секој ден. Исус е присутен дури и во нашиот презафатен распоред. Можеби нема да праша нешто гласно и јасно секој ден, но Исус ја гледа твојата подготвеност и кога ќе одвоиш време да го слушнеш, тој ќе те свати сериозно. Пророкот Исаија беше подготвен кога Бог имаше задача за него. Се што му остана да направи беше да одговори: еве сум, прати ме мене. Исаија, 6 глава, 8 стих. Премногу обврски се натрупуваат во просторот кој би можел да го одвоиш за Божиот глас. Кажи му на Бог дека си подготвен и сакаш. Потоа слушни како тропа на вратата или како со некој текст те повикува таму каде што тој води. Неговата волја е добра, но ќе откриеш дека тоа е вистина ако одвоиш време да ја следиш. Римјаните, 12 глава, 2 стих. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.